Во насока на еден од приоритетите во културната политика на Министерството за култура, а тоа се разбира меѓународната соработка, како и презентацијата и афирмацијата на високите вредности на македонското културно наследство и актуелно творештво во меѓународен контекст, во изминатиот период со еден внимателен и осмислен пристап успеавме да реализираме повеќе комплексни представувања на македонската култура во странство. Се презентиравме во многу градови, европски престолнини на културата, во земјите со кои потпишавме билатерални договори, како и на многу други меѓународни културни светски настани. Министерството за култура преку своите програми обезбеди поддршка на голем број проекти на нашите национални институции, граѓанските сдруженија, на наши реномирани уметници кои на еден навистина репрезентативен начин ја промовираа културата и уметноста на нашата држава на сите светски културни полигони. Во контекст на континуираното присуство на Република Македонија во културните метрополи, настојувавме да бидеме дел и од светски етаблираните меѓународни случувања, како Венециското биенале на уметноста, на кое досега, започнувајќи од 1993 година, имавме 9 значајни представувања на македонската современа уметност. Во оваа насока со задоволство би сакала да ви информирам дека и наредната 2017 година Република Македонија ќе се представи на оваа престижна манифестација, која е извонредна можност пред светската културна јавност да ја презентираме разновидноста на уметничките позиции, репрезентативните потенцијали и значењето на работата на македонските автори кои делуваат на нашата и на интернационалната уметничка сцена. Почитувани новинари, радува податокот што оваа година на конкурсот за учество на Република Македонија на 57-то Венециско биенале до Министерството за култура, значи по основ на конкурсот беа поднесени 7 апликации и тоа за проектот Триумф на уметноста на скулпторот Жарко Башевски, поднесен од Националната установа Центар за култура Марко Цепенков Прилеп, проектот Помеѓу блиску и далеку на авторот Јасна Богдановска, поднесен од страна на Сдруженијето на граѓани Нова линија Скопје, проектот А рефлексија на авторот Марија Павловска, поднесен од Сдруженијето на граѓани Икон, Асоциација за култура Скопје, проектот На плажа, херменевтика на песокот, на авторот Зоран Поповски, поднесен од страна на Сдруженијето на уметници Македонски центар на ИТ продукција Скопје, проектот Ред карнивал на авторот Томе Аџиевски, поднесен од страна на Дирекцијата за култура и уметност Скопје, проектот Изгаснатото сонце и земјиште што се подвижува на авторот Нада Прља на Центарот за дизајн и иновации Јавна соба и проектот Загуба на авторот Пандора Апостолска Саздовска, поднесен од Сдруженијето на граѓани Уметност Рефлексија. Од пристигнатите 7 пријави, комисијата во состав Викторија Васева Димеска, историчар уметност, професор магистар Станко Павлески, ликовен уметник и водреден професор магистар Жанета Вангели, констатираше дека 2 апликации не ги исполнуваат условите предвидени со конкурсот и тоа проектот Изгаснатото сонце и земјиште што се подвижува на авторот Нада Прља на Центарот за дизајн и иновации Јавна соба, бидејќи проектот е поднесен надвор од предвидениот рок на конкурсот, и проектот Загуба на авторот Пандора Апостолска Саздовска, поднесен од Сдруженијето на граѓани Уметност Рефлексија, не ги исполнува условите во делот согласно кој авторот на поднесениот проект треба да има реализирано најмалку 5 самостојни изложби во Музеот на современа уметност, Националната галерија на Македонија, Музеот на град Скопје или во некој од реномираните музеи или галерии во странство. По евалуацијата на останатите 5 проекти кои комисијата се базираше на јасно утврдени критериуми и приоритети, истата донесе едногласна одлука проектот со наслов Ред карнивал на ликовниот уметник Томе Аџиевски, поднесен од Дирекцијата за култура и уметност од Скопје и кураторот Бранислав Саркањац, да биде македонски представник на 57-то Биенале на уметност во Венеција, кој следната година ќе се одржи од 13 мај до 26 ноември. Според мислењето на комисијата, тука и комисијата и подетално ќе ви информира, ја само накратко ќе кажам, проектот на Томе Аџиевски е соодветен одговор на темата на Венециското биенале 2017, кој е насловено како Viva Arte Viva и преку кој уметничкиот директор на овој интернационален настан, светски реномираниот куратор Кристин Масел,
Символично ќе ги обедини националните павилјони на 57 земји од целиот свет и ќе се обиде да промовира својата размисла дека во светот полн со конфликти, во кој хуманизмот е сериозно нагризен, уметноста е најскапоцениот дел од човечкото битие. Во таа насока Томе Аџиевски нуди еден оригинален, комплексен и слоевит авторски проект, кој на ироничен и символичен начин го поставува прашањето за западната така наречена беневолентна глобална хегемонија и нејзината деконструкција. Проектот е провокативен, интригантен, актуелен, без никаква страво почит кон трендовските манири и истиот функционира како на локално, така и на глобално рамниште, разобличувајќи ги символите и методите на ретрогардата. Со нас денеска си членовите на стручната комисија, кои подетално, како што кажав и на почетокот, ќе ви ја образложат и својата одлука, едногласна за изборот на македонскиот представник на 57-то биенале на уметноста во Венеција. Сосема на крајот сакам да истакнам дека Министерството за култура на Република Македонија и во иднина ќе продолжи да ги поддржува учествата на македонските автори и творци на Венецијското биенале и на сите престижни манифестации од областа на културата и уметноста, како и досега се разбира во светот. Наша интенција е македонските автори активно да учествуваат во градењето на европскиот културен пејсаж и при тоа да бидат препознаени нивните творечки потенцијали, нивната инвентивност и креативност, а со тоа се разбира и потенцијалите на нашата држава Република Македонија. Исто така сакам во оваа прилика да упатам искрени честитки до македонските представници на Венецијското биенале 2017 и да го изразам моето уверување дека делото на авторот Томе Аџиевски и кураторот Бранислав Саркањац ќе биде една голема провокација за посетителите во Венеција и дека овој проект достојно ќе ја презентира нашата држава Република Македонија на ова големо, скоро непрекината изложба, чија единствена константа е постојаната метаморфоза на поставките и случувањата. Сакам да изразам и голема благодарност и до комисијата за нивната стручност, компетентност и посветеност во изборот на овој проект. Ви благодарам.